Младите од 15 до 19 години да имаат попусти при купувањето на одредени производи, колку и каде ќе можат да пазаруваат поевтино ќе одлучат самите трговци. Со ваков повик излегоа денес од општина Делчево, следејќи ги инструкциите на Агенцијата за млади и спорт, од каде потекне и целата идеја за изготвување на така наречени младински картички по примерот на западноевропските развиени држави. Правните субјекти имаат можност да одредат своја понуда за попусти на младите и да ја презентираат преку оваа младинска картичка, со што очекуваме дека ќе успеат да се промовираат и помеѓу младите на локално ниво, но исто така и помеѓу сите млади корисници на картичката. Картичката овозможува директен контакт на компаниите со младите и представува можност за компаниите да ги промовираат своите услуги и производи помеѓу оваа категорија. Очекувано, ваквата идеја им оди во прилог на младите за кои секој денар е броен и важен. Мислам дека тоа е одлична шанса ние младите да зашпараме некој денар, затоа што не секогаш во секој момент нашите родители не се во можност да ни дадат колку што ќе ни биде потребно. Мислам дека тоа е одлична идеја. Каде најчесто вакви попусти ќе бидат потребни според вас? Што најмногу имате потреба? Па според мене најмногу по кафичите и тоа. Дека Делчево е град на текстилот, па ќе со овие картички ќе има можност да има до намалување, да дојде до намалување на цените и тоа ќе биде од голема корист за децата. Колку оптимизмот на младите го делат и трговците е друго прашање. За сега, тие се уште не се изјасниле за предлогот на општината и државата. Имајќи предвид дека е време на криза, а купувачи и профит има малку, одредени попусти можеби на едните ќе им донесат заштеда, а на другите повеќе промет. Но тоа е есап кој треба да го направат самите трговци.